Премиере, вие правосудството ветивте дека ќе го прочеслувате уште од 2017 година, ама за жал токму вие заглавивте во ова. Вашата влада во сите случаи во кои што е фатена во криминал, корупција и злоупотреба на службена положба и судирни интереси од страна на антикорупцијска, не ги почитува одлуките и истите не ги спроведува. Покрај примерот со Старделова, ќе ви го набројам и примерот кога антикорупцијска утврди судирни интереси и одговорност кај Кочо Анđушев за случајот со намалувањето на царината. Вие тогаш се ставивте во положба на антикорупцијска комисија и одговоривте дека не е утврдена повреда на законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, поради што немало правен основ за поведување на одговорност. Старделова ја споменав. Кога говорите за владење на правото, имајте доблест и покажете на дело. Нема поголемо невладење на правото од тоа кога влада и нејзин министер не спроведуваат одлуки на антикорупцијска институција. Должни сте по закон така да постапите. Поради ваквите ваши одлуки, Македонија е на 106-то место меѓу 180 земји во светот по индексот на корупција. Значи, последни сме во регионов. Премиере Заев, не е на владата да толкува дали имало судирни интереси, туку тоа го утврдила веќе антикорупцијска комисија. И кој сте вие да толкувате закони? Анđушев, Рашковски, Старделова се само дел од случаите. Во државава, за жал, толкувате закони на институциите и им кажувате како да постапуваат. Како што тоа и сега го сторивте со случајот Леонардо, па прстот го вперивте во Никола Поповски, кој што се надевам ќе биде следната ваша жртва, како доказен премиер дека и ваш човек може да настрада од вашата правда. И затоа за крај, ќе ве потсетам на летото 2018, господине премиер, кога со тогашниот јужнососеден премиер се прегрнувавте и му подарувавте вратоварски. И кога толку гордо изјавувавте дека вие и Ципрас сте биле новата генерација политичари, по некоја случајност сте биле и во иста година родени. Па да ви кажам дека по некоја случајност и јас сум родена во иста година како вас, ама со вас не се гордеам. Напротив, срам ми е што имам ваква генерација за политичар, кој што не само што се посрамотува себе си со секоја следна изјава или јавен настап, туку ја посрамотува и целата моја Македонија. Благодарам, немам дополнително прашање и не сум задоволна од одговорот.